Зошто Агенцијата за национална безбедност се занимава со Орце Камчев? Дали полицијата без барање од обвинител го привела бизнисменот, која направи збрката со членовите од законите? Експертската јавност бар одговори на овие прашања, еден ден од кога Камчев замина во шутка. Малку е чудно и зошто АНБ се интересирале за овој случај, ако се знае дека со закон предвидено, нивна должност откривање и спречување на активности што се поврзани со безбедносни закани и ризици за националната безбедност на државата, и тоа шпионажа, тероризам, насилен екстремизам и други дела насочени против државата. Неофицијално опсењето дошло без знаење на обвинителството, па се поставува прашањето по кој основ бил лишен од слобода Камчев, ако за тоа немало налог од обвинител. Оваа дилема ја отвори професорот од правниот факултет Гордан Калајџиев. Се прашувам по кој правен основ тајната агенција АНБ се бави со осомничени за криминал и кој наредил приведување на Камчев без да има барање од јавното обвинителство. Дамка врз овој случај фрла е самиот основ за приведувањето и притворувањето на Камчев. Во полицијата ги измешале кривичниот законник и законот за кривична постапка, наместо како причина да го наведат членот 165 од ЗКП, каде се запишани основите за определување притвор. Наведен бил членот 165 од кривичниот законник, кој е за избор на измама. Токму ова го спомени адвокатот на Камчев Тони Менкиновски, велејќи дека во полиција им кажале едно, во судот друго. Гледајте кој парадокс, може ли да го прочитам? Судот ги ценеше наводите на одбраната по однос на лишување од слобода на осомничениот за дела од избор на измама, како што стои во службената белешка за лишување од слобода, а не како што стои во предлогот на основното јавно обвинителство за дело од член 273 став 1 од КЗ, но смета дека доколку осомничениот смета дека со преземењето на некое дејство му е повредено некое негово право, може согласно законот за кривична постапка да поднесе соодветен поднесок до судот. Камчев е осомничен за делата плацеви на Водно империја, а токму тој беше жртва на случајот Рекет, каде на 9 и 7 години затвор се осудени Бојан Јовановски и Катица Јанева, а причината е изнуда на 1,5 милион евра од Камчев.